da se razbudam, posvetna ljubovta, bez stari dolgovi i ti jeseništa. Očekor što me deneja, da možem bar da te pregrnam, da ne se sećavam na studoj jesenski unije patila, što tok mu nas ne sledeja. A moj život igri bez granici, umorna prikazna, skinati stranici, prazni neispišani. A moj život je večno padjanje, se da se zove, poraske ostane, naviki stari vomen. Da možem bar da te razbudam, sam kafe u Trinsko, vo krevet zajedno, pa da te baknuvam, blago nema odavda. Da možem bar da se zaljubam, vo mala selanka, narosna ledina, nebesno visoka, na dolu da ne dogledujem. A moj život igri bez granici, umorna prikazna, skinati stranici, prazni neispišani. A moj život je večno padjanje, se da se sobere, poraske ostane, naviki stari vomen. Naviki stari vomen. To ajde ostane. Moj život igri bez granici, umorna prikazna, skinati stranici, prazni neispišani. Moj život je večno padjanje, se da se sobere, poraske ostane, naviki stari vomen. Naviki stari vomen. To ajde ostane. Отидовме во Нова Градишка со уште еден мој колега. Бевме таму пречекани од локалните власти, од пановите на Тоше, кои што заедно со нас положија цвеќе пред меморијалниот споменик и оттаму стартуваше почесно ултрамаратонот. Нашите колеги се придружија од граничниот премин Табановце вчера околу 12 часов, а денеска еве пристигнавме во 13 часов да му дадеме почит на нашиот великан, на момчето со ангелскиот глас,
на момчето кое што на пат за Загреб се сретнавме со Бојан Маровиќ и ни кажа пренесете му дека ние сите сме пејачи, а тој не беше само пејач, беше институција. Му даваме достојна почит на нашиот Тоше пред реализираното идејно решение на неговото вечно почивалиште, кое се оформи како конечно низ постојана комуникација и консултација со родителите на Тоше. Од денеска натаму сите ние, како и сите фанови на Тоше од другите земји, ќе можеме да се поклониме пред неговото вечно почивалиште, кое како символ ја одразува искрената религиозност на Тоше Проевски и вербата во Бог, кој тој ја споделуваше и преку неговата музика. Тоше на најдобар можен начин успеа да го обедини Балканот. Онака, како што треба, успевајки со својата искрена желба, неповторлива харизма и со своите безвременски песни да ги премости сите навидум непремостливи нешта. Тоа е нашата македонска гордост, кој со својот ангелски глас и непосредност полнеше стадиони, плоштади и сали, каде и да се појавеше. Ова почивалиште не е проект. Ова почивалиште е обврска на сите крушевчани. Веќе кога го загубивме прерано, барем да се одолжиме на некој начин и да кажеме благодарам за неговиот придонес за Крушево, за неговата љубов, за нашата вера, за неговите добри дела. Денес одбележуваме повеќе од една деценија од смртта на Тоше Проевски. А како да беше вчера? Маратонци, велосипедисти, млади, стари, македонци, албанци, власи, срби, хрвати, словенци, босанци, сите заедно и други, денес сме сите обединети на овој тажен ден. И сакаме уште еднаш да си споменеме за нашиот сограѓанин, нашиот амбасадор, нашиот пријател, нашиот другар. За нас България Тоше Проевски е начин на живот. Той е нашата любов, най-добрия за нас. Идваме почти всяка година, когато можем, дори и днес в това трудно време, защото го обичаме и ще продължаваме да го обичаме за винаги. Dolazim u Kruševo svake godine i provodim ovdje godišnji odmor. Neka dođem jednogodišnje, neka dva puta. Evo ove godine ovo je drugi puta, bila sam u augustu mjesecu, 14 dana ovdje. Dolazim zato što duboko poštujem Tošu Proevskog. Dolazim zapravo samo radi njega.